Идејата започна минатата година во Загреб. Се одржа првиот настан, првиот колектор шоу во Загреб. И водени од таа иницијатива, минатата година во декември организиравме прв настан во Македонија, во Радовиш. На моје огромно задоволство, Горан Пандев ја прифати мојата покана, мојата понуда, оваа година да продолжиме традиционално и да го организираме настанот токму во овој амбиент кој што прекрасно се вклопува со целата идеја. Благодарност исто така до ФФМ за партнерска поддршка, за целата логистика која ни ја спрема и општо до општина Струмица, до жителите кои што присуствуваат на настанот и дават масовност на тоа. Суштината е многу едноставна. Сите ние како деца кога растевме, немавме напредни технологии, немавме мобилни телефони, туку имавме сликички, албуми, весници, списанија и тоа беше нешто со кое растевме. Дружевме, значи имаше некоја социјална компонента која за жал секој ден се повеќе ја снемува. Идејата да има дружба, да има размена, да другаруваме, да се тргнеме од социјални мрежи, од телефони и да навлечеме нови генерации, да регрутираме млади, да им покажеме некој свет кој што ние го имаме поминато. Што сте имат понудено на овој настан овде во Струмица? Колку експонати? Има ли нешто уникатно? Дефинитивно, на овој настан има 9 изложувачи широм државата и јас како лична колекција со моја специфичност се посветена на македонската репрезентација и фудбалерите кои што имаат оставено белеки афирмации на воопштена страна. Има уникатни картички произведени во еден примерок во светот. Значи тоа ги нема, многу тешко се доаѓа. Картички кои што се со парчиња од дресот или ниски нумерации, посветени на успеси од европски првенства, историскиот пласман, како и клупски надпреварувања во Лига на шампиони или национални првенства. Датираат од 1968 преку Сократ Мојсов, Кирил Дојчиновски, преку Истатов, Рингов, значи цела плејада. Струмица како град има доста придонесено, дадено многу репрезентативци и овде се е изложено за да можете љубителите на спортот и фудбал во Струмица да ги видат и да се запознаат со нив. Само исклучиво за македонскиот фудбал или? Тоа е моја специјалност, инаку кај другите колекционери и изложувачи има и од светскиот фудбал. Има за секој по нешто. Тоа е идејата, значи овој настан да прерастеме на традиција, секоја година да организираме на малце повисоко ниво од тоа што е. Впрочем, и оваа година е одскочна даска, минатата година во Радовиш, во еден прекрасен амбиент. Сега имаме веќе напредок, поголем број на експонати се изложени на многу поубаво ниво, поширок простор и дај Боже да има искрени верни поддржувачи, сепак за тоа треба и некоја поддршка да биде на повисоко ниво. Има многу градови, многу спортски центри во државата, Скопје, Прилеп, Битола, Штип, значи ние сме спремни како колекционерска заедница да ги посетиме сите градови и да направиме спектакл. Значи ова е доживење за сите млади популации. Игоре, од каде се ги набавуваш овие сликички? Како успеваш да дојдеш до нив? Искрено, бара голема жртва, бара разбирање од семејството, поддршка и треба да имаш трпение. Значи мора да си подготвен, нешто ако сакаш да го бараш по временски период, најчесто доаѓаат од страна, не се во Македонија, значи ги има широм светот, но ги нема кај нас. Значи Америка, Азија, Јужна Америка и се снаоѓаме преку директни продажби eBay или различни платформи со аукции или директно ги купуваме. Има ли вредни експонати во вашата збирка? Да, дефинитивно имам неколку картички кои што се еден од еден имаат респектабилна цена, респектабилна вредност, извинувам, бидејќи цена е едно нешто, меѓутоа вредноста е тоа што ти го почитуваш и за тебе значи многу. Овие картички се произведени во еден примерок. По мене највредни се овие од Горан Пандев. Овие се релик картички со парче од неговиот дрес во Лацио и на самата картичка стои нумерација дека е произведено во еден примерок во светот. Значи нема друга како оваа картичка и тие се многу ретки. Бидејќи во цела колекција може во 90% од случаите да не се ни продаде, да не се најде таква пакетка. Затоа е престиж да добиеш такви картички бидејќи се уникатни.